НСДП синоќ одржа регионална средба за избирачкиот одбор број 3, на која се дебатираше на теми поврзани со предстојниот референдум. На средбата на која присуствуваше Тито Петковски, претседател на НСДП, и Горан Мисовски, подпредседател на Собранието на Република Македонија, како и Христијан Трајковски, директор на Агенцијата за стопанисување со стамбен и деловен простор, се зборуваше за придобивките од позитивниот исход на референдумот. На присутните им се обратија претседателот на општинската организација на НСДП Сашко Стефановски, кој направи паралела на политичките состојби во општината и во државата во последниот двегодишен период, истакнувајќи ги придобивките од тој аспект. Ако се сеќавате на една од трибините во минатото, го постави прашањето дали Македонија е европска. И секако дојдовме до заклучок дека е далеко од тоа да биде европска. Како причини посочив 3 болести во државата. Првата беше патриотскиот или политички нихилизам. Овде посочив неколку диагнози, од кои најтрагикомични беа вработувањата на лотарија, замислите преку шумарство вработувате медицински сестри и друг кадар, или председателските намигнувања. Ништо од идеите на Гоце и Даме или пак одењето на Конгресот во Солун. Каква е состојбата денес? Подобрени се пред се односите со соседите. Секој од нас кога ќе си појде дома знае дека ако не си живеете со првите комшии, тогаш вие сте осудени на, ако не друго, на немир. Нема да имате спокој во живењето. Значи, особено со Бугарија, Грција и другите, и затоа можеме да кажеме дека оваа болест полека, но сигурно се лекува. И Тито Петковски кој направи анализа на ситуацијата во државата, обкружувањето и ЕУ и НАТО, зборуваше дека граѓаните се пред историска шанса која не треба да ја испуштат. Пред нас е историски настан кој не верува дека доколку е пропуштиме оваа шанса, ќе имаме втора шанса таква, или дека ќе ни се повтори оваков контекст меѓународен, ако сакате и политички во земјата, да може за Република Македонија да се говори за нејзиниот исчекор меѓу цивилизираниот свет, членки на НАТО, во Европска Унија, обезбедени граници, безбедност, стабилност и така натаму и така. До од 1913 година, кога Македонија е поделена по Втората Балканска војна, никаде ни македонец, ни Македонија не е спомнувана до почетокот на Народно-ослободителната војна, до Авној и до Асној. Овој ден не смееме да го пропуштиме, како што го пропуштија нашава делегација поради снег не можеше да стаса во јајце, така ли? Заадно. Значи, ние не смееме да ги повторуваме историските грешки. Сега или никогаш. На средбата присуствуваат членови на партијата и граѓани заинтересирани да добијат повеќе информации за референдумот и договорот со Грција.